Од 16 до 18 мај, Штип Стрит Фуд Фестивал за прв пат во градот. Штип се претвора во епицентар на храната. Мирисна вкусна храна, добро друштво и уште подобра атмосфера. Улицата Ванчо Прке ќе биде главната точка за сите што сакаат да побараат нешто ново, да се забавуваат и да уживаат со сите сетила. Фестивалот во Штип доаѓа по идеја инспирирана од скопското издание, а благодарение на поддршката на општината, оваа пролетна авантура станува реалност. Од 16 до 18 мај, Штип ќе биде домаќин на уште еден настан, Штип Стрит Фуд Фестивал, нешто кое што за прв пат ќе се одржи, ќе се случи во нашиот град и навистина ми е задоволство што во нашиот град се случуваат се повеќе настани со кои што се анимираат не само нашите сограѓани, туку верувам и сум сигурен дека ќе има и доста гости од страна. Она кое што сакам да го споделам е дека иницијативата произлезе од претходна организација на еден ваков настан во главниот град во Скопје по предлог на Миро. Дојдовме до идеја улицата Ванчо Прке да биде локација на која што ќе се одржи овој настан. Фестивали од ваков тип одамна се дел од културата на светските метрополи, па зошто да не и кај нас. Еден од организаторите Даниел Симоновски реши ни Штип да биде добар домаќин. Ова се фестивали кои ги негуваат малтене сите светски метрополи, така и се роди идејата да започнеме ние со настаните во Скопје. Започнавме со негде каде помали размери во обем на настани, меѓутоа видовме дека заинтересираноста кај луѓето за овој тип на настани е огромна. Така преклани се одржа првиот Скопје Стрит Фуд Фестивал, броеше негдека 5 активни работни денови во кои што избројавме дека беа продадени негдека отприлика околу 20.000 оброци. Тоа е една фрапантна бројка. Така продолживме со традицијата, веќе и втората година беше во уште зголема број на посетеност, се роди и уште еден настан за кој ќе зборуваме во некоја друга прилика. Меѓутоа, од кога Миро ми ја соопшти идејата за Штип да биде исто така домаќин на ваков тип на настан, ја примив баш онака амбициозно, бидејќи знам дека Штип исто така е еден предсеј студентски универзитетски град каде што има доста млада популација и гледам дека и градоначалникот веќе амбициозно најавува и некои си други настани, па зошто да не и Штип да добие еден вистински фестивал за улична храна. Она што ние можеме да го понудиме дека ќе ги офатиме малтене сите светски кујни, како американската, француската, мексиканската, италијанската, вегетаријанската, дури дел и од традиционално македонската. Со музичката програма исто така секогаш запазуваме малтене да ги запазиме сите вкусови, односно ќе имаме и диџеи, ќе имаме и бендови, ќе имаме дури и локални артисти. Но фестивалот не е само за храна и пијалок, туку и за добра музика, која ќе биде во центарот на вниманието. Кусиме храна, ќе кусиме интересни пијалоци, ќе имаме бендови. Се погриживме во петокот тоа као малтене да биде еден вид како after work, затоа што во Штип некако пробуваме или пробувам јас лично таа шема или тој тренд на after work се почесто да се негува. Сите после работа може да се придвижиме кон шеталиштето, ќе биде убаво направено, ќе биде светски направено, ќе биде со сјалици, ќе биде со бандери, ќе има буриња, ќе има знамења, баш ќе биде во сите бои и во сите бои како и на државите кај што доаѓаат храните, како и на државите кај што се негуваат истите храни и пијалоци. Така да имаме after work заедно со двајца најпознати диџеи во сферата на хип-хоп и R&B, тоа се Мартин и диџе Бугимен, кои што настапуваат заедно со Тони Зен во најелитните скопски локали, веќе добро се познати, диџе Бугимен, диџе Мартин. Диџе Бас ќе биде со нас сите 3 дена и подоцна имаме една група која што е вистинска атракција во Штип и ја обожава, тоа е The Hounds. Инаку Штип веќе се спрема за 3 дена полни со вкусови, звуци и урбана енергија. Од 16 до 18 мај, улицата Ванчо Прке ќе пулсира со храна, музика и добра забава.